Поинаков формат за преговорите побара премиерот од Мечкин Камен. Во дел одговорот кој што наликуваше на партиско предизборен, се најдоа и субвенциите за земјоделците, патиштата и Јужен тек. За дел од експертите најавите за уставни измени се обид да се дефокусира јавноста од вистинските проблеми во земјава. Колку чини километар крак од Јужен поток, анализира 24 вести. Правичните резултати се очекуваат за 5 месеци. Зголемената инфлација е резултат на лошите економски политики на власта, тврдат универзитетските професори. Истополовите бракови недозволиви за граѓаните. Борците за човекови права предупредуваат, се озаконува дискриминацијата. Македонија празнува, нека е честит Илинден. Централен дневник на 24 вести. Од секогаш сум бил жртва на судски прогон, но битката продолжува. Емотивна видеопорака на поранешниот италијански премиер Силвио Берлускони. САД ќе затвори неколку амбасади од безбедносни причини. Мерката поврзана со разузнавачка информација за заговор на Ал-Каеда. Дипломат дивел низ Загреб со својот автомобил во алкохолизирана состојба. Уништил неколку автомобили. Шокантни снимки од надзорни камери во возовите во Аргентина. Машиновозачите спијат, читаат книги или си играат со мобилниот телефон. Македонија празнува. Се одбележуваат 110 години од Илиндинското востание и 69 години од Асном. Централната манифестација беше во Крушево на Мечкин Камен, каде што владата организираше народен собир. Премиерот оттаму побара нов формат на преговорите и порача дека следуваат предизвици за, како што рече, вештачко раздвојување на националното ткиво од странски, но и од домашни структури. Груевски во дел одговорот кој што наликуваше на партиски и предизборен, се пофали за субвенциите, лустрација, инфраструктурата, договорот за Јужен поток, проектот Скопје 2014. Во Крушево беа Гоце Михајловски и Целе Ристевски. Веројатно најбитната порака што премиерот Груевски ја упати од тука од Мечкин Камен, од местото каде што пред 110 години загинал легендарниот војвода Питол Гули, е дека ниту едно важно прашање во Македонија не може да се реши без партијата која го има најголемиот легитимитет од народот, тоа е ВМРО ДПМН. Доколку некој се обиде да не заобиколи, рече Груевски, ќе си има работа со народот. Иако Груевски не посочи на никого директно, јасно е дека оваа порака се однесува на заканите од Ахмети за дестабилизација на земјата и од меѓународната заедница за нејзина изолација, доколку брзо не се најде решение зимето и не влеземе во НАТО и Европската унија. За оспорување на легитимитетот на нашите политики, ставови, позиции и гледишта, момент кој би стимулирал подоби или било каков момент кој засега негативно во суштинските прашања од државен интерес, ќе биде пресретнат во заедничка подкрепа со народот. И затоа е потребно збивање на редовите и чување на грбот на сите нас, етнички, верски и политички, ВМРО-вци, СДСМ-овци, либерали, демократи, сите до еден, за да бидеме на линија на Илинденска и Асновска Македонија. Премиерот и денеска уверуваше дека Грција е страната што воопшто не сака да разговара, а камоли да најде решение на проблемот. Со цел забрзување на процесот на разговори и апел за поголем фокус кон ова прашање на сите засегнати страни, размислувам да се обратам до Организацијата на Обединетите нации со став за промена на форматот на разговорите со што би се следел и примерот на Србија и Косово, во кои разговори покрај медијаторот би учествувале сите ние директно, интензивно, со своји тимови и експерти од нашата земја. Атмосферата на Мечкин Камен денеска беше празнична, иако имаше помалку луѓе од очекуваното. Тие што дојдоа се разгладуваа под дебелите сенки, а некои со пиво и со скара во импровизираните кафеани. Стои 10 годишнината од Илинденското востание се одбележува под мотото една идеја, многу победи. Што е победа за Македонија денес, ги прашавме граѓаните. Да не признаат да подуставното име, тоа е најголемата победа за Македонија. Да не се предаде кукавички.
Тоа е најголемата победа. Борбата за денешните македонци да се остани македонскиот јазик, идентитет и да се представуваме како македонци. Која е денешната битка на денешните македонци? Борба за опстанок. Што би било победа денес за Македонија? Да се има пари и работа. Празнувањето на неголемото востание што македонското население го подигнало за време на петвековното владење на османлиите, продолжува и следните денови со манифестацијата 10 дена Крушевска република. Опозицијската СДСМ со реакција за говорот на премиерот се препознале во него. Не водејќи сметка за потребата од обединувачка порака и подавање рака како секоја сериозна власт, барем на овој ден или ден, како на партиски митинг, Груевски се реши и во овој говор да ја демонизира опозицијата со низок партиски речник на сметка на себе величење. Со тоа не одговори на обврската да настапи како премиер на сите граѓани на Македонија, стои во соопштението од СДСМ. Нашата цел е демократски и економски напредна држава интегрирана во Европската унија и НАТО. И свесни сме дека на тој пат е испречено апсурдно барање, порача председателот на државата Ѓорги Иванов од Меморијалниот центар Пелинце. Пред споменикот наслом се поклонија и владина и собраниска делегација на борците од НОБ, како и делегација на опозицијата предводена од лидерот на СДСМ Зоран Заев. На манифестацијата во Скопје стигна истата порака и од собранискиот спикер. Македонија се уште не ги исполнува во целост идеалите од Крушевската република, велат граѓаните што 2 август го празнуваат во Скопје на 110 годишнината од одбележувањето на Илинденското востание. Порачуваат и натаму постојат отворени прашања кои што ги фрлаат во сенка овие идеали. Па идеалите на Крушевската република донекаде се постигнати, меѓутоа ова што се прави со името и што воопшто се преговара за името, што се отпочнати преговори за името, тоа на некој начин фрла сенка на идеалите. Добро што се слави. Значи се поштее денот од Крушевската република, од нашите борци што загинале за Македонија, значи ги поштеат, ги сакаат. Што се збори, тоа нивно не се знае по нивно. Што знам, убаво е. Како што е вака, се е убаво. Ако се дополни, па уште побаво ќе биде. Па порано се празнуваше вака, но сега се среди се поиси и поиси. Покрај македонските државјани во земјата денеска пред камерите со свој став излезе и бугарски државјанин кој вели во посета на земјава. Се едно че е наш празник. То Македонија, Българија едно и сашто. А мислите, вие сте значи македонци? Аз гледам в далечното бъдеще. Близок до ставот на македонските граѓани денеска и председателот на Република Македонија Ѓорги Иванов од Пелинце порача дека името, идентитетот и историјата се нешто кој му припаѓаат на македонскиот народ. Нагласи дека сонцето Илинден се македонскиот символ на слобода. Од нас се бара да се откажеме од тоа што сме биле, што сме и што мора да бидеме. Од нас се бара да се откажеме од сопственото име, од сопствениот идентитет. Човек може да се откаже само од она што го поседува. Зарем го поседуваме воздухот што го дишеме и водата што ја пиеме? Зарем го поседуваме сонцето што не грее и времето што минува? Исто е и со името и со идентитетот. Името и идентитетот се дел од нас и ние сме дел од нив. Со идентична порака од Скопје, од предспоменикот на Методи Андонов Ченто и собранискиот спикер Трајко Велјановски, владината делегација ја предводеше министерот за одбраната Ала Џафери. Вратите на манастирот Прохор Пчински годинава останаа затворени за официјално празнување. Македонската влада и годинава не побара одбележување на годишнината од Асно. Владата одлучила воопшто да не бара дозвола од српските власти за посета на местото, каде што се донесени најважните документи за државотворноста, бидејќи се проценило дека Српската православна црква, која го има во владенија манастирот, и понатаму е негостопримлива за официјални лица од земјава. Српскиот премиер Ивица Дачик од Кумановски Зебрањак, кога српската влада ја одбележуваше 100 годишнината од Кумановската битка, порача дека лично ќе се заложи за да се прослави 2 август во Прохор Пчински. Македонија и Србија во 2001 имаат потпишан договор за непречен пристап до манастирот, но не се почитува. Традиционално во Битолско Трново се одржа светска македонска средба на иселениците. Битолскиот градоначалник ги повика иселениците македонци да се вратат во земјава.
Македонци од цел свет денеска по повод Илинден се собраа во Подпелистерското село Трново во дворот на црквата Света Богородица, каде се одржа 42-та светска македонска средба. Одовде, од Битола и од Битолско, имаме најголем број иселеници и во европските и во прекоокеанските земји. Почитувани мои македонци, ве повикувам да размислите, да си дојдите дома. Ќе бидеме против секоја личност, група или влада која ќе сака да го смени уставното име на Република Македонија. И денес од говорницата беа упатени пораки за обединување на македонците во цел свет и неменување на државното име. Македонија повторно е држава и тоа повеќе никој и никогаш не може да го смени. Зборувајќи со многу емоции за родната земја, иселениците од прекоокеанските земји велат дека најголема желба им е еден ден да се вратат во Македонија. Овие средби за мене, да речам, дека се не сон, него на вистина. Толку сум среќен, толку сум радосен, што се наоѓам тука, на овие моменти и би сакал тука да останам. Средбата беше проследена и со богата културно-уметничка програма. Илинденската прослава не е ексклузивно право на една партија, порачува лидерот на Достоинство Ангелов. Тој обвини за партизација на празникот. Во ова прилика сакаме само да го ја изразиме нашата огорченост од партизацијата на овој голем македонски празник, затоа што сметаме дека прославата во Илинден е партизирана. Сметаме дека Илинден е празник на сите македонски на сите македонски граѓани без разлика на нивната национална или верска припадност. По Жарновски заев на кафе во Мала Речица. За Ахмети клучна тема спорот зимето. Не стигнуваат реакциите по најавата на власта за уставни измени. ЛГБТ заедницата тврди не бараат истополови бракови. Експертите порачуваат не е време за отварање на уставот. ЛГБТ заедницата тврди дека тие не бараат истополови бракови. Дел од граѓаните со поддршка за иницијативата на власта. Експертите пак за човекови права предупредуваат се озаконува дискриминацијата. Зошто владеачката партија предлага закон со кој на најперфиден начин ќе се погреба македонската демократија? Прашуваат од Коалицијата за сексуални и здравствени права на маргинализираните заедници. За 24 вести извршниот директор на Коалицијата Славчо Димитровски вели дека досега ниту една организација нема поднесено барање или иницијатива за склучување истополови бракови. Коалицијата досега има само дадено предлог за граѓански партнерства, што е многу подемократска и поотворена категорија. ВМРО молчат повеќе од еден месец за насилството, нападите, говорот и делата од омраза врз ЛГБТ лицата и ги прикриваат и заштитуваат насилниците. И во тој контекст, веќе потврдениот борец против правата на жените и сексуалната еднаквост и граѓанството, Владко Ѓорчев, излегува со ваков предлог. Зошто? Прашуваат од Коалицијата. Од невладината Хера подсетуваат на веќе постоечкиот закон за брак и семејство во кој се дефинирани овие категории. Со сличен став и контроверзната македонска режисерка Софија Теодор. Мислам дека ако продолжи дека не е воопшто добро, затоа што Македонија покрај тоа што се соочува со проблемот за името, се соочува и со овој проблем. Декларацијата на Бан Ки Мун не е за фраканција, значи ако и понатаму ако некој се обидува да ја игнорира, да става под тепех и така натаму, воопшто да не оди на вратите и да чука на Обединените нации. Најголем дел од граѓаните сметаат дека овој предлог за промена на уставот е позитивен и бракот треба да се дефинира како заедница меѓу маж и жена. Па бракот да, заедница меѓу маж и жена така треба да остане. Машко и женско, а не машко и машко. Да, јас за тоа сум согласна. Според борците за човекови права, ова иницијатива е дискриминаторска по основа на сексуалната ориентација, а повикувањето на јавноста и мислењето на мнозинството, професорката Најчевска го поистоветува со апсурд. Тоа е исто како во време на почетоците на борбата против робството, законодавците да кажат дека тие мораат да донесат одредби за заштита на робството заради тоа што тоа го сака мнозинството. Изминативе неколку месеци имаше низа инциденти во кои беа каменувани домот на актерот кој јавно се декларираше како хомосексуалец, како и канцеларијата на ЛГБТ центарот.
Отварањето на уставот ќе отвори Пандорината кутија и желботеката на партиите, предупредува дел од политиколозите. Велат во моментов земјава има побитни прашања за решавање од нови уставни измени. Отварање на Пандорината кутија и оби да се дефокусира јавноста од вистинските проблеми во земјава. Вака дел од експертите ги коментираат најавите на власта дека ќе го отвара највисокиот правен акт. Според Албер Муслију и Петар Арсовски, не е момент за уставни измени, кога земјава е до гуша во проблеми. Значи, во секој случај мислам дека не е времето за отварање на оваа тема и второ, и ако сака да се отвори уставот за оваа тема, на тоа треба да му претходи широка јавна дебата за да се сите мислења тука клопат и да не тензионира без причина. Видете, тоа е ноторна глупост. Пред да се отвори уставот треба да имате многу дебела причина за тоа да се направи, тоа треба да се направи со политички консензус. Да го отварате уставот за едно такво прашање како што е регулирање на бракот, па уште тоа да го направите во една ретроградна атмосфера, обратно од сите светски трендови и стандарди, е нешто кое директно оди на штета на имиджот на државата, па ако сакате на стабилност, да бидете еднаш кога ќе се отвори уставот, тоа е Пандорина кутија, после секој ќе го достави својот список на желби. Од коалицискиот партнер на Груевски, партијата на Али Ахмети, вчера за 24 вести потврдија дека знаеле за намерите на ВМРО ДПМНЕ, но за нив уставни измени доаѓаат предвид, само ако во пакетот влезат и нивните познати барања. Политиколозите сметаат дека ќе има желботека за уставот. Кога се отвори темата на уставот, секако дека јавноста ќе се дефокусира од битните прашања кои нас не оптеретуваат. Дополнување на ова, како би рекол, преполна општествена агенда во која се наоѓаме сега со нови теми, секако дека нема да придонесе на брзо решавање на претходните прашања кои секако не оптеретуваат. Отворите уставот, после секој ќе дојде со својот список желби. И после дали тие желби ќе може успешно да ги спакувате или не, е веќе прашање за политичка стабилност. А уште да го отворите за неја една тема која е крајно ретроградна, односно е спротивна на сите светски трендови, е уште поголема. За да поминат измените на власта и требаат 82 гласа, што ВМРО ДПМНЕ ги нема без ДУИ и СДСМ. Последен пат уставот беше отворен пред 2 години за екстрадицијата и тогаш партиите имаа своји барања, но не беа услов за поддршка, а измените поминаа едногласно. Лидерот на СДСМ Зоран Заев по стапките на Андре Жерновски и тој нагости кај коалицискиот партнер на Груевски во Мала Речица Али Ахмети. За Заев клучна за дискусија економијата, за Ахмети пак централно место на масата ќе има спорот со името. Куртоазна средба или засилување на притисокот на ДУИ за решавање на спорот за името. Председателот на СДСМ Зоран Заев вели дека првата средба со лидерот на ДУИ Али Ахмети доаѓа по барање на Заев и дека тој по средбата со премиерот Груевски сака да се сретне и да се запознае со останатите политички лидери во државата. Заев не кажува дали главна тема на разговорите ќе биде прашањето за името, туку вели дека ќе се зборува за сите горчливи проблеми, а акцентот ќе биде ставен врз економијата. Пред се економските проблеми во државата, актуелните други прашања со кои што е преоптеретено нашето граѓанство широм државата, теми за кои што вреди да разговараме, а сигурно кога меѓусебно ќе ги споделиме нашите видувања на работите, полесно ќе можеме да носиме одлуки како општество. Заев и Ахмети се среќаваат во Мала Речица, а средбата за СДСМ доаѓа како продолжение на опипувањето на политичкиот пулс на новото раководство, додека за ДУИ е симптоматична корелација со дипломатската офанзива на Али Ахмети и засилените пораки дека е време да се реши спорот за името. За 24 вести од владеачката ДУИ потврдуваат дека името ќе биде една од главните теми на средбата, но ќе се зборува и за политичкиот диалог, работата на комисијата за 24 декември, а се со цел за деблокирање на евроатлантските интеграции на Македонија. Во последниот брифинг за новинарите, лидерот на ДУИ Али Ахмети порача дека за разлика од коалицискиот партнер, тие ќе иницираат јавна дебата за најновиот предлог на Митју Нимиц и го објави ставот на неговата партија дека ставот за останување на уставното име не е компромис со кој може да се реши спорот. 24 вести анализира колку ќе чини километар крак во Јужен поток, кој е виновен за зголемената инфлација. Стандард и Пурс го намали кредитниот рейтинг на Хрватска.
За 5 месеци најрано ќе бидат готови резултатите кои ќе покажат дали од каде е најисплатливо да се приклучи земјава кон Јужен поток, проценуваат експертите. Колку чини километар од гасоводниот крак се прашањата на кои треба да даде одговор анализата за исплатливост. Колку ќе чини километар од кракот на Јужен поток, преку кој земјава треба да добива руски газ? Ова е клучното прашање на кое треба да даде одговор физибилити студијата. Анализата треба да покаже која траса е најекономична и најисплатлива за да се постават цевките. Енергетичарите кои ги консултираше 24 вести коментираат дека цената за изведба на кракот ќе зависи од неколку фактори. Собственоста на земјиштето по која ќе минува трасата, дали е во државна или е во приватна собственост, видот на мрежата, локацијата по која трасата ќе минува, од аспект на градежните зафати, дали е земја, планина или камен, и четврт фактор, конзум, односно колкав конзум ќе се опфати доколку биде спуштен крак од Србија, односно од Бугарија. Експертите потенцираат дека токму интересот на Газпром, што поголем број на објекти, индустрии и домови да бидат гасифицирани, ќе има клучна улога во конечната одлука. Инаку минимум време за до кога треба да се очекуваат резултатите од анализата се 5 месеци, проценуваат експертите. Според спогодбата, која беше подпишана на меѓувладино ниво за приклучување на земјава кон Јужен поток, анализата треба да ја одреди техничката, економската, еколошката и финансиската оправданост на реализација на проектот гасоводен крак. Од Газпром за 24 вести изјавија дека прво ќе се чекаат резултатите, па потоа државата ќе подпише договор и со нив. Со помош на кредити граѓаните успеваат некако да истуркаат крај со крај. Но доколку не се смени владината економска политика, не ни бега грчко сценарио, смета дел од универзитетските професори по зголемената инфлација. Лошото водење на економската политика од страна на актуелната власт е резултат на континуираната инфлација и незапирливото зголемување на цените на прехранбените производи, сметаат дел од експертите. Професорот Савевски за 24 вести вели дека доправа доаѓа тешкиот период во земјава. Поради подигнувањето на кредити од страна на граѓаните, тие не ја чувствуваат кризата во голем обем барем засега. Имаме големо раслојување во општеството и според податоците од Светска банка, Македонија е класно најраслоено општество во цела Европа и во поранешниот Советски сојуз, доколку во скоро време не се започне со сериозно действување на ситуацијата од страна на владата и да се преземат соодветни мерки за овие алармантни податоци. Земјава може да доживее сериозни удари, слични како во соседна Грција. Владата да престане да води антисоцијална политика, бидејќи бројот на приматели на социјална помош од 2006 година е намален дури за 40% при иста стапка на сиромаштија, вели Саевски. Граѓаните ги чувствуваат зголемените трошоци на своја кожа. Тоа е неминовно. Платите стагнираат или се на исто ниво, а цените постојано растат. И кога ќе се направи споредба колку чинеле основните животни производи пред една година, на секому му е јасно дека живеачката од месец во месец станува се поскапа. Во месец јули статистика измери пораст на трошоците на живот од 4% во споредба со истиот месец лани. За истиот период бројките се негативни и кај цените на мало, кои бележат зголемување од 2,5%. Во исто време и синдикалната кошничка станува се поскапа. Според последните мерења, за да го истурка месецот едно 4-члено семејство, му се потребни 32.571 денар. За само една година потрошувачката синдикална кошничка е поскапа за околу 1.500 денари. Анализите покажуваат дека ценовните шокови тука нема да сопрат, дополнително ќе растат и цените на храната. Стандард и Пурс го намали кредитниот рейтинг на Хрватска од стабилен во негативен. Риболовот ги скара Исланд и Европа. Британците ќе користат гратис струја во саботите. Во продолжение кус преглед на бизнис вестите. Стандард и Пурс го намали кредитниот рейтинг на најмладата земја членка во европското семејство Хрватска од стабилен во негативен. Намалувањето на кредитниот рейтинг е резултат на континуираното ослабнување на економијата во оваа земја и недоволните спроведени реформи кои слабеат фискалната политика. Агенцијата забележа дека Хрватска веќе 5 години се соочува со рецесија, уште од 2008-та, а реалниот бруто домашен производ падна кумулативно за 12% и падот на странските инвестиции од 35%.
Невработеноста во Шпанија во јули е намалена за близу 65.000 лица, односно во моментов во Шпанија има 4,7 милиони невработени или 26,3% од вкупното население во земјата. Според шпанските власти, 2 годишните мерки за штедење ги дале посакуваните резултати. Експертите предвидуваат дека со ова темпо земјата би можела да излезе од рецесија до крајот на годината. Трендот на намалување на невработеноста континуирано 5 месеци поред на Шпанија и се нема случено уште од 2007 година. Трговска војна меѓу Исланд и Европската унија околу риболовот на скушата ќе донесе санкции на оваа островска земја, предупреди висок представник на исландската влада. Овие предупредувања стигнуваат по неуспехот да се стигне до договор помеѓу двете страни. Исланд уште во 2010 година донесе одлука да биде зголемен риболовот на оваа риба, одлука која не и се допадна на Унијата. Британците ќе користат гратис струја во саботите. Ваква одлука донесе британската компанија British Gas, која од 2014 година ќе испорачува бесплатна струја на граѓаните, односно потрошувачите кои ќе го концентрираат трошењето електрична енергија за време на викендите, односно во саботите. Идентична мерка како оваа на British Gas има воведено и незината сестринска фирма од САД, Direct Energy. Овие две компании со воведувањето на оваа мерка сакаат да ги мотивираат потрошувачите да ја насочат потрошувачката на струја за време на викендите, бидејќи во работните денови најмногу се троши електрична енергија. Тепачка во парламентот во Тајван, офанзива во Тунис, немири во Египет, следуваат вестите од светот. САД во недела ќе затвори неколку амбасади во муслимански земји ширум светот од безбедносни причини. Портпаролката на Стејт Департментот Мари Харф објасни дека станува збор за мерка на предпазливост и нагласи дека дел од дипломатските представништва би можеле да останат затворени подолго од еден ден. Најголем дел од американските амбасади во муслиманските земји во недела ќе бидат затворени од безбедносни причини. Портпаролката на Стејт Департментот Мари Харф објасни дека станува збор за мерка на предпазливост и нагласи дека дел од нив би можеле да останат затворени и подолго од еден ден. Одредени американски медиуми соопштија дека ваквите чекори владата на САД ги презема како резултат на разузнавачки информации дека терористичката Ал-Каеда планира да изврши напади врз повеќе дипломатски представништва на САД. The Department of State has instructed certain U.S. embassies and consulates to remain closed or to suspend operations on Sunday, August 4th. The department has been apprised of information that, out of an abundance of caution and care for our employees and others who may be visiting our installations, that indicates we should institute these precautionary steps. The department, when conditions warrant, takes steps like this to balance our continued operations with security and safety. Според најавите на Стејт Департментот, ќе бидат затворени амбасадите во Абу Даби, во Багдад, во Каиро, потоа во Бахрейн, Израел, Јордан, Кувајт, Либија, Оман, Катар, Саудиска Арабија, Јемен, Авганистан и Бангладеш, а ќе бидат затворени и неколку конзулати. Пресудата која Врховниот суд ми ја изрече нема никаква основа, туку само ќе ми одземе личната слобода и политичките права. Ова го изјави поранешниот италијански премиер Силвио Берлускони, кој се обрати на јавноста преку емотивна порака. На своите сограѓани им вети дека ќе ја продолжи битката, тврдејќи дека е жртва на прогон на судските органи уште откако влегол во политиката. Во изминатите 20 години направив многу нешта во корист на мојата земја, а на крајот од мојот јавен живот награден сум со обвинување и пресуда која нема никаква основа, туку само ќе ми ја одземе личната слобода и политичките права. Ова го изјави поранешниот италијански премиер Силвио Берлускони, кој се обрати на јавноста преку емотивна порака. На своите сограѓани им вети дека ќе ја продолжи битката, тврдејќи дека е жртва на прогон на судските органи уште откако влегол во политиката. Над 50 судски случаи со кои се соочува Берлускони ги опиша како вистинско судско малтретирање кое е неспоредливо во цивилизираниот свет. Живееме во земја која не знае да биде праведна. Никој не може да го разбере вистинското насилство кое е резервирано за мене преку серија обвиненија и судски процеси што немаат основа во реалноста. Категорично ја отфрли пресудата на Врховниот суд дека некогаш досега направил даночни измами. Горд сум што придонесов да се зголеми богатството на оваа земја, уплаќајќи милиарди за даноци.
Голем дел од неговите противници ја прославуваа првата конечна пресуда против него, но има и такви за кои пресудата е вистинско изненадување. Не очекував да биде осуден, мислев ќе се излече и овој пат. Ова е прв пат во неговиот живот исполнет со скандали поранешниот италијански премиер правосилно да биде осуден. Казната затвор се однесува за медиумскиот концерн во собственост на Берлускони Медиасет за неговите тајни банкарски сметки во странство и за тоа како вештачки ја зголемувал цената на емитување на филмови. Ваквата судска разврска го доведува во прашање опстанокот на коалициската влада на премиерот Енрико Лета и покрај тоа што Берлускони изјави дека неговата партија ќе продолжи да го поддржува кабинетот. Поради се почестите инциденти во железничкиот сообраќај во Аргентина, властите одлучиле да постават камери во кабините на машиновозачите. Меѓутоа, резултатите биле вчудоневидувачки. Снимките покажале дека додека возот се движи, тие ни малку не обрнуваат внимание на пругата, туку на други работи. Читаат книги, пишуваат SMS пораки или спијат. Сите машиновозачи кои покажале вакво однесување на работното место се отпуштени, а најавена е построга контрола за останатите. Член на дипломатско представништво во Хрватска во алкохолизирана состојба со својот автомобил дивел низ Загреб. Тој веднаш е уапсен поради загрозување на безбедноста. Сведоците кои во тие моменти се затекле во центарот на градот велат дека дипломатот бил толку пијан што едва стоел на нозе. Пред да биде уапсен, тој со автомобилот со дипломатски таблици удрил во неколку паркирани автомобили. Гневните сопственици успеале да го сопрат и го задржале до доаѓањето на полицијата. Сведоци кажу како био тоа. Подржувачите на соборениот египетски председател Мохамед Морси се противат на повиците да прекинат со протестите во земјата. Происламистичките демонстранти денеска повикаа на одржување на нови протести и покрај барањето од владата тие да запрат. Рано изутрината тие извикувале само преку нашите мртви тела. Повеќе од 260 луѓе загинаа по ескалирањето на насилството во Египет по соборувањето на Морси. Нова тепачка меѓу претениците во парламентот на Тајван. Овој пат причина за тоа биле непомирливите разлики во мислењата околу тоа требали да се распише референдум за изградба на нуклеарна централа во близина на Тајпеј. Во целата мешаница неколку пратеници си размениле тупаници, а фрлале и чаши и шишиња со вода едни кон други. Пред 2 месеци претениците во Тајван се степаа поради капиталните добивки од данок. 33-цата рудери од Чиле кои беа затрупани во рудник под земјата цели 69 дена ќе останат без оштета. Причината за тоа е што правосудните органи во земјата ја запреле истрагата против сопственикот на рудникот, зашто не постоеле докази за негова вина. Рударската несреќа се случи во 2010 година, а по 17 дена беше утврдено дека рударите се уште се живи, пошто беше преземена спасувачка операција со огромен апарат за бушење. На површината на земјата беа пречекани како херои со публицитет од светски размери. Војската на Тунис започна офанзива против терористичка група во близина на алжирската граница, откако на почетокот на оваа недела беа најдени 8 заклани туниски војници. Според војни извори, судирите се во тека, терористичката група е опколена. Се очекува таа да биде совладана во наредните неколку часови. Поради акцијата и Алжир го засели присуството долж границата. Празничниот и продолжен викенд донесе редици автомобили на Богородица и Табановсе. На граничните премини денеска зголемена фреквенција на возила, чекањата беа од 30 минути до 1 час. На останатите гранични премини немаше подолготрajни задржувања, информира АМСМ. Топлото време и празникот ги наполни летувалиштата во земјава. Дојран е преполн. Речиси нема слободно легло во Дојран. Сите капацитети се исполнети и се бара место повеќе. Недојдената вода во езерото, уредените плажи, богатиот културно-забавен живот ги намами жителите од Источна Македонија да одмараат во ова туристичко место кое последниве години доживува вистинска ренесанса. Да ви кажем моментално во Дојран од 25 јули до сега е пун капацитет. Се бара соба за смештај, али моментално нема ништо. Може слободно да кажем дека веќе ќе почне нов ден да се пуни со туристи.
За скромен буџет, Дојран е вистинското место за одмор, велат туристите кои уживаа на Дојранското крајбрежје. Па ние сме од Богдан, на 2 дена сме дојде. Тука е близко, не? Има се гледа, супер, одлично. Водата дојде, се подобри. Па ќе поседиме на 5-6 дена. Не, 10 години. Па подобро е. За сега е подобро. Со овој интензитет Дојран ова година очекува да регистрира 100.000 ноќевања. Во туристичкиот информативен центар секојдневно се буваат туристи и бараа слободно место. Најчесто ги интересира смештај, ама проблем е што луѓето се научени преку телефон сакаат да закажуваат, а нашите приватни издавачи што се на соби не работат на тој принцип. Сакаат одма на лице место да се договараат, не преку телефон. Во интерес на развој на туризмот во Дојран, општината ова лето ја збогати понудата на културно-забавен живот, организирајќи фестивали со познати музички бендови и солисти. Светската атракција хорот Вива Вокс од Белград вечерва на сцената на Античкиот театар ќе одржи целовечерен концерт како дел од музичката програма на фестивалот Охридско лето. Самите уметници за вечерашниот настан рекоа дека им е особено мило што ќе настапуваат на Охридско лето. Манифестација која со својата долгогодишна традиција и содржина, имајќи ги предвид големите уметнички имиња кои настапувале, представува предизвик и заслужува почит. Првпат ќе пееме во Македонија, така што уште повеќе ни е мило што тоа ќе биде токму на Охридско лето, рече вокалистот Иван Пробадовиќ. Кошаркарите тренираат на Кранска гора. Лестер Бомекелеп доаѓа в понеделник. Финални дисциплини на светското првенство за водени спортови во Барселона. Капитенот на Лацио Маури заработи 6-месечна суспензија поради вмешаност во скандал со наместени надпревари. Реал Мадрид и Манчестер Юнајтед преговараат за Кристијано Роналдо. Тука е крајот на Централниот дневник. Останете и понатаму со 24 вести да ги проследите и спортските информации. Пријатно!